Опозицијата ќе им даде шанса на преговорите со власта уште краток период, а потоа ќе преземе радикални мерки како блокада на институциите и граѓанска непослушност. Ова било договорено на вчерашниот состанок со граѓанските организации, а вечерва извршниот одбор на СДСМ одржува седница на која ќе биде разговарано за кризата. Од Бихаќка велат дека е очигледно оти не се почитува она што беше договорено на лидерската средба на 2 јуни. Ќе дадеме уште мал временски период шанса на политичкиот диалог во оваа форма и во овој облик. Очигледно е дека дел од тие одредби во целост не се испочитувани. Основниот услов да поднесе Никола Груевски оставка да биде формирана техничка влада која што ќе ја води државата во транзицијскиот период не е исполнет. Од СДСМ велат дека на Македонија не и требаат брзи, туку фер избори, а такви избори не можат да се спроведат доколку Никола Груевски остане премиер. Од ВМРО ДПМН пак велат дека изливот на фрустрации на опозицијата, како и пред секои избори, ќе трае до наредните избори, кога народот уште еднаш ќе им кажал што мисли за нив и за нивниот начин на делување. Ако не се стигне до тогаш, сигурно ќе мора да одговорат на некои прашања пред институциите на Република Македонија, пред истите оние со кои сега се силат и закануваат. Петре Шилегов ќе треба да се произнесе за неговите матни активности поврзани со неговиот имот и фирми. Криминалецот Заев има многу работи на кои ќе треба да одговара, а листата е навистина долга. Овој класичен рекетар и градоначалник, збогатен преку криминал, има уште најмногу 10 месеци на силење и излевање фрустрации. Од ВМРО ДПМН велат дека кој последен се смее, најсладко се смее, а целиот народ ќе му се смее на СДСМ откако ќе се пребројат гласовите последните предвремени избори. Владеачката партија синоќа во Охрид избра нов извршен комитет, но во него остануваат Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска и други членови кои беа дел од аудио снимките од прислушуваните разговори кои СДСМ ги објавува веќе неколку месеци.